Матија, најпрво да ти кажам дека денеска прекрасно изгледаш и ти мислам дека си, ева да кажеме, од тие што не носат вечерва маска, дали мислиш дека луѓето под маска се чувствуваат некако послободни? Не знам, зависи од луѓето, претпоставувам. Јас никогаш не носам маска, како ни во животот, така и вечерва. Искрено, малку и касно се информирав дека ова е нешто под маски, така да си решив да се дојам како што сум си. Секако преубаво изгледаш. Сакала да те прашам за почетоците на твојата кариера. Кој најмногу те мотивираш? Дефинитивно семејството. Татко ми, мајка ми беа најголема поддршка и се уште мисля до ден денес. Моите почетоци беа доста одамна, јас како дете почнав да пеам. На Златно славече беа моите почетоци и да, дефинитивно цел живот ми е семејството најголема поддршка. Сакала исто така да те прашам дали припремаш некоја нова песна во блиска иднина? Ова знаеш, за тоа ме прашуваш. Се разбира дека да, и тоа излегува за ептен брзо, не знам кога ќе иде прилогов, меѓутоа наредна недела би требало веќе да иде премиера на мојата нова песна. Така да ќе се испромовираме и ќе си направиме за тоа муабет повторно. Едва и чекам искрено, многу интересен проект. Видеото е сосема различно од се што сум работела сега. Буквално снимивме филм. Така нескромно да кажам, голем поздрав до Никола Наумовски Колјо, кој што го работеше спотот и едва чекам да видите што сме ви спремиле. Сакала да те прашам дали можеш нешто да ни откриеш, дали станува збор за побрза песна, поспора песна, дали има некој денс, нешто слично? Да, песната е побрза, дефинитивно, меѓутоа е за љубовна приказна и спотот е љубовна приказна. И е лична приказна, што ми се има деза. Така да. Тоа е најбитно, значи го очекуваме максималното од тебе. Како и сите песни што давам јас секогаш дел од себе во нив, бидејќи секогаш сум дел од авторскиот тим, така и во ова, и тоа баш нешто што сега скоро ми се има случајно би рекла. Дали ти имаат букирано негде за нова година? Еве сите ги прашуваме, сите се букирани, знаеме дека си букирани ти, ајде да ја откриеш нешто на публиката. Искрено во преговори сум за 2 месеца, затоа не би да откривам каде, меѓутоа се разбира дека да, овој период кај нас секогаш е така малку подинамичен, знаеш дека е вообичаено и таков како што е, немам баш време за приватни работи месецов, меѓутоа бар професионално е супер. Секако многу ми е драго кога пееме, посебно затоа што периодов е да имаме многу нова музика и да чекам кога моја музика изведувам вака на моите настапи. Каква си ти еве кога ќе се изгласат ретровизорите, светлата, камерите, едноставно каква си ти дома? Ненормална. Не, се зезам, иста сум, искрено иста сум, како што стареам и созревам, станувам се поискрена во се што работам и во приватниот живот и во јавниот и во секој сум брутално искрена. Некогаш тоа на некој му одговара, некогаш не му одговара, ама секогаш сум своја. Фала ти премногу за искрените одговори и доаѓаме да снимаме секако за песната. Едва ја чекам искрено, едва ја чекам да чуе и публиката и вие што сум ви спремила. Мене имаше некое време годинава мислам јас си бев присутна со други проекти, меѓутоа со авторска музика не сум извадила ништо од Сатурн со Таско. Со Таско имам уште еден проект кој што требаше да излезе, меѓутоа малку се одложи ради некои работи, меѓутоа иде и тој многу наскоро. Спремам многу песни, ова е само првата од тоа што следи и едва чекам да си направиме муабет на музички теми. Еве додека сме тука, исто така би сакала да те прашам уште едно, еве ќе биде последно прашање, ветувам. Дали на Македонија фали македонска музика? Мислам дека моментално баш сме во подем како музичка сцена, имаме многу музика и многу квалитетни музички имиња и нови и постари, така да не фали музика, ми фали можеби повеќе поддршка и од медиуми еве како вашиот и од публиката. Инаку мислам дека музика почнува да има се повеќе и се поквалитетна. Ти благодарам премногу.